Сите 35 обвинети физички лица и представниците на трите фирми за пожарот во дискотеката Пулс на денешното судско рочиште се изјаснија дека не се чувствуваат виновни за кривичните дела што им се ставаат на товар. Адвокатката на првообвинетиот Дејан Јованов Деко, газда на дискотеката Пулс, ја почна серијата воведни говори ослободувајќи го од буквално секаква вина за трагедијата, велејќи дека е само човек, а не монструм. Дејан е човек, а не е монструм. Ниту Дејан, ниту било кој човек на планетава Земја не би посакал да се случеше тоа што се случи, а затоа верувам дека сите ние тука сме свесни. Но се случи, за жал се случи и ни ја тресна од глава долгогодишната, веќе позната дисфункционалност на целокупниот наш систем. Анализирајќи го обвинението од технички аспект, наведувајќи аномалии во него, вината ја насочи кон групата ДНК, инспектори, општински и државни органи. Точно е дека сите ние израснавме со музиката на музичката група ДНК, сите ги сакавме и ден денес ги сакаме, но знаејќи дека беа, точно е дека беа најголемите хуманитарци на музичката сцена, кои што ги почитуваше и сакаше целата јавност, тоа сепак и за жал не го побива фактот дека нивната употреба на пиротехнички средства била нерегуларна и спротивна на законот и било само прашање на време кога и каде ќе настане пожар. Ова можеше да се случи било каде и на било кое место, било само прашање на време кога незаконитата употреба на овие пиротехнички средства ќе резултатира со трагични последици. И за жал, таквата последица настапи во локалот на Дејан. Во локал каде условите биле согласно закон, или барем така тврделе институциите за целото време постоење на неговиот локал. А од друга страна, тоа што некој на своја рака си превзел ризик да употребува општеопасни средства без да ги пријави кај угостителот, затоа апсолутно не можеме да го обвинуваме Дејан Јованов. Дејан Јованов не можел да биде свесен дека имало било какви законски пропусти во неговото работење, изнесе неговата адвокатка. Дека Дејан во ниту еден момент од отварањето на кабарето па се до критичниот ден не бил свесен, ниту пак можел да биде свесен дека постојат било какви законски пропусти во неговото работење, а најмалку истиот имал интенција да работи спротивно на законот за угостителска дејност. Дискотеката Пулс, во која на 16 март загинаа 63 лица со над 200 повредени, Дејан Јованов сочувствува со нивната болка, затоа што и нивни член од семејството загинал, а друг е повреден. До ден денес се чудам и се уште не можам да поверувам што се случи таа вечер. Цели 9 месеци сум затворен во 4 зида, секојдневно ја преживувам таа трагична ноќ. Не можам да поверувам што се случи. Јас како човек и како родител, каде што се собираа сите млади и моите деца, за да би бил способен да дозволам да фали нешто. Не би презал се за да се отклони на време. Сите на тоа место, во тој клуб имам пораснато десетини генерации. Сите што ме познаваат добро, знаат колку и како се грижам за безбедноста на сите гости во клубот. Од срце и од душа сакам да изразам сочувство на сите фамилии што имат почините лица, а на повредените опоравување. Затоа што ја знам нивната болка и тага, затоа што и ние во нашата фамилија, имаме починато член и повреден член, ја носим истата болка како и вие што ја носите. Истата адвокатка даде воведен збор и за синот Михаил Јованов. Таа рече дека и Михаил е невин и оти тука има нелогичности во обвинението за него. Кажа дека обвинителството нема докази против него, а тука е меѓу обвинетите, само дека е син на Дејан Јованов.